за една навистина маестрална приказна, за еден подвиг кој што се нема случајно во Македонија, а според нивните истражувања, ваква слична приказна во еден ден да се остварат овие две работи, се нема случајно ни во светот. Така што ова е нешто што за многумина е невозможно, но за Дарко беше и успешно се заврши сето тоа документирано во филмска рамка насловена Антипод, благодарение на режисерот Бојан Секуловски. Бојан е до мене, Дарко Недановски исто така со нас во студиото. Ќе зборуваме за филмот кој што вчера на некој начин имаше премиера во Скопје, официјална во кинотека, така? Рековме, а се разбира оваа приказна која што вреди да ја погледнат што поголем број на луѓе. Веројатно е приказна филмска за која што и допрва ќе слушате, ќе прошата веројатно по фестивали, но ќе биде достапна и за македонската публика. Всушност зборувам за соборени два рекорди во еден ист ден. Станува збор за најдлабоко спелео нуркање во крштална и фри соло искачување без јаже на камена баба. Дарко ги надмина своите граници. Не знам, многумина од луѓето може ќе искоментира дека се тоа се граничи со малку лудост, со некој адреналин кој што веројатно само ти можеш да си го објасниш, но ќе упатиме честитки за она што го правиш. Дефинитивно испишуваш историја во многу сегменти и верувам дека овој филм и целата оваа приказна ќе допри до многу други луѓе, не само во Македонија, туку и надвор, затоа што навистина е потек кој што заслужува да биде виден. Ќе ни објасниш како се случи идејата, се тоа се случуваше нели лани, минатата година, некаде месец август. Кога настана тие соодветни услови? Прво, од каде идејата се тоа да го правиш во еден ист ден? Затоа што е рушење на рекорди, твои лични предпоставувам, но и на многу повеќе сегменти е ова. Да, така. На многу повисоко ниво. Така, најпрво ви благодарам и на поканата и поздрав до сите гледачи на утринската програма на Телма телевизија. Ова идеја започна со Бојан, која сосема случајно се запознавме пред 2 години. Така нешто, да. Да, и си разменивме контакти, си поразговаравме на наши теми и по некој период се слушнавме со Бојан и рече вака, ајде да се видиме, имам некој предлог да направиме нешто интересно, нешто несекојдневно. Се видовме, ги разговаравме на кои теми би можеле да действуваме, да направиме нешто што, како што кажавме, не било случајно досега и го направивме тој спој помеѓу оној непознатиот свет, оно што е невидено длабоко внатре во подземјето и секако во подземните пештерски канали со спојот на искачување на фри соло на камена баба. Тие теми константно беа кревани. Првичната идеја не беше ниту крштална, ниту камена баба и со тек на време свативме дека уствари неговиот потенцијал е многу поголем од првичната идеја и константно го надовршуваме. А што беше првичната? Па немавме некоја конкретна, меѓутоа беше на некое многу помалку аматерско ниво, нешто каде што јас, затоа што претходно сум немал искуство со овие, да ги наречам, спортови, меѓутоа неговиот пуш и притисок да тоа да испадне вака беше од негова страна. Да, ама интересно е дека еве ти ја започнаш иницијативата да се видите, нешто да направите, нешто да снимате. Имаш ти претходно не знам, искуство во овие спортови? Да, сум бил 3 пати на водно и како мал еднаш 2 пати у плиткото што сум нуркал. Немав никакво искуство. Може би твојот порив и жилба да спознаеш како е, нели, таму кај што не може секој да поиде или па не, или никоја друга едноставно да прикажеме приказна која што досега не е направена не само во Македонија, не само во регионот, ја колку што имав истражувања генерално и во светот нема документарен филм со буткање на 2 рекорди од ваков тип. Обично има или индивидуални во фри соло или индивидуални во спелео нуркање. Микс нема и тоа беше еден порив да направиме нешто што... Ти му предложи тоа да бидат 2 работи во ист ден или тој? Ја предложив да бидат 2 работи во ист ден, он ги даде локациите затоа што моите не му се допаѓа, моите рекорди. Премногу се аматерски. Мора да идеме максимално. Да. Ти од старт веруваше дека можеш? Или веројатно ако немаш нешто што те води дека можеш, веројатно не би ни тргнал, не знам. Како размислуваш ти? Така, во секоја експедиција која што дали ќе биде најавен или некој ме поканил да учествувам или да помагам при истражувањето, како и овој филм сега заедно со Бојан, верувам, значи нешто ме ги буди тие чувства кај мене, да го почувствуваш дали си спремен, дали малце нешто фали, па треба нешто да обработиме во делот на психофизичките тренинзи, но секако цврсто верував затоа што и мене ми беше една тајна желба да направам некакво фри соло искачување тука, па макар и локално кај нас да биде,
но еве на овој начин успеа тоа да биде навистина големо доживување пред се за мене и голем предизвик за тоа што правиме спој на нешто што е навистина недостапно и непристапно за оние кои што се занимаваат со овие активности, да. Вака те гледам и си размислувам, веројатно и екипата што била во близина и го документирала тоа и сведочила на тоа, значи ова е дефинитивно игра со животот. Така? Па може да се каже, да, како што кажавме на почетокот, танка е линијата помеѓу лудоста и храброста, но секако добрата смиреност, подготвеноста, големата дисциплина. Тоа, кажи ми што е клучно, затоа што еден мал дефокус, особено во тоа искачување без јаже, може да биде фатално. Да, овие спортови наистина бараат големо внимание, голема посветеност, значи многу години. Не можеш да се подготвиш за некоја година. Тоа треба да трае наистина голем период, да ги совладаш сите оние левели на искуство од основно па се до професионално инструкторско ниво. И секако што повеќе да се занимаваш, бара голема професионалност, дисциплина и секако само контрола помеѓу телото и умот, затоа што тие работи се најбитните во овие спортови, бидејќи горе на овие 40 на метри мал дефокус и во ветар прашина доколку ни влегол нели во тие моменти, мораме да останеме смирени, мораме да ги скриеме сите оние чувства на страв, секако дека имам страв, не можам да кажам дека немам. Ама не дозволуваш тој да те води. Да, не дозволувам ни за момент, да, тој го има, но тај многу малку, многу кратки секунди тоа трае и мораме со само контрола на телото и умот да го продолжиме тоа кон целта што ни е замислена. Имаше психолошки кризи, Дарко? Искрено имав, да, негде на средината. Во процесот на нуркање, во процесот на искачување или во двете сегменти? И во двете, затоа што долу во крштална секогаш таму постои момент каде што едно мало невнимание може комплетно да те насочи да завршиме во други канали, каде што немаме пуштено безбедносна линија, нели, затоа што ако во мал момент при поминувањето на тие канали настани замаглување, па се може максимално одма да се намали целокупната видливост во тие пештерски канали. Тука е фокусот на тоа да се пази, а тука за качувањето, нели, фокусот е да не дојде до никакво невнимание, значи секое движење, па дури и преместувањето на феќалиштата мора да биде пресметано претходно. Бојан, беше тишина додека се го гледавте тоа, затоа што, нели, мора да е тишина. А вие ако разговарате може нешто друго да се случи. Видете, конкретно на крштално ние бевме на многу големо растојание, така да и да зборевме, него не му сметавме. А дали вие чувствувавте страв како екипа? Ја да, првенствено за мене, за останатата екипа која беше со мене, а најмногу за него, затоа што ние колку толку бевме осигурани со безбедносни јажиња. Он беше фри соло, правамовет конкретно за Камена баба. Едноставно не дишевме, стрепевме у секоја секунда да не се случи нешто, али на крај на денот испадна све како што треба. Верувавме во него и знаевме дека ќе веројатно тоа е знаевме дека ќе успее и мислам дека има нешто што ве води. Поддршка во самото качување, иако не бевме сите до него. Дарко, зошто овие локации и кога се создаваат ете идеалните услови? Велиш, минатата година во август се случи, но плановите били и претходно, но ете не се поклопиле сите коцки за да се случи тоа. Најпрво е битно временските услови, затоа што при голем водотек или секако па доколку е па и многу заматливо не можеме да документираме, да фотографираме и снимаме внатре под земја, затоа ни треба некој период од неколку недели, па и повеќе да биде сушен период, за да можат тие пештерски канали кои што се нели полни со вода да се смират, да нема големи движења, протоци или секако нова дождовна вода од што се слива внатре, да нема замаглување и секако да биде период каде што нема големи ветришта, за да можеме тоа нели безбедно да го искачиме. Зошто овие локации? Затоа што мене кањонот Матка наистина ми е едно прекрасно место. Доста од моите почетоци, тука и клубот Врело, морам да ги поздравим и сите нив. Сме истражувале, сме работеле и тренирале таму заедно и секако Камена баба е локалитет каде што ние како деца во Прилеп беше нашата прва спортско-качувачки локалитет каде што сме имале контакт со Карпата. Тоа беше секако болдерингот од клубот каде што идам па затоа така имав некакви
чувства и емоции поврзани со тој период. Да, и друго е период. позадината. Да. Имаше ли некои непредвидени ситуации? Велиш на врвот се искачи кога веќе беше зајди сонце? Што ако не успееше? Што ако тваташе ноќ? Размислуваш или ова само јас си правам вакви? Да, не, размислувавме со целиот тим, буквално дали воопшто и честасаме тоа да го направиме тек нели од изгресонце до зајди сонце, но сепак кажуваме дека вербата во тоа што сакавме да го успееме да го направиме беше многу поголема, затоа сите тие негативни мисли ги исклучивме и одевме само нели за да се заврши цел овој проект и секако баш на зајди сонце се искачивме на врвот на Камена баба и тоа мислам баш уште повеќе допринесе за сета таа да, веројатно. Сцена да изгледа наистина фантастично и прекрасно. Кога првпат го гледаше ти филмот? Па првпат го гледав. Дали претходно сегменти гледаше или чекаше да биде тоа спакувано па? Не, мораше да гледа сегменти затоа што ја не знам некои технички елементи во процесот на работа од неговата страна, мораше да ми ги дообјасни за да можам поубаво и појасно да ја раскажам приказната на Антипа. Добри, Дарко, кога го гледаш филмот, ти поминуваше мисла што правам јас тука, што ми требаше ова? Па секако поминуваат тие чувства. Што е позитивно. Како реагираат твоите родители, твоето семејство? Па моите искрено на почетокот не знаеа дека работиме ваков проект. Тие дознаеа отпосле од кога нели споделивме дека е успешно завршен и ги споделивме првите слики од снимањето. И секако тие малце се навикнати од помлади мои години, знаат дека правиме експерименти околу овие авантуристички, ризични спортови, но сепак позитивно и секако што тие тука со мене и даваат поддршка за... Па да, веројатно да го нема и тоа. Да, без нивна поддршка наистина е тешко, затоа што како ние како деца многу ни е битна таа поддршка од родителите кога сме мали. Така е. Бојан, што тебе ти беше најпредизвикувачки во целиот овој процес? Па воопшто раскажување на приказната што до сега никаде не е раскажана. На страна од спортскиве предизвици кои ги имав, а претходно сум немал никакво искуство. А во процесот на снимање, дали ти имаше некои непредвидени моменти? Не, непредвидени немавме, затоа што Дарко беше водич на целиот проект, а они по вокација и по карактер е војник и мораше да биде све од точка А до Б. Дефинитивно немаше ништо да успее. И он беше водилка конкретно во деновите, односно во денот кога го снимавме и немавме можност да отстапуваме од некакви рамки, него све беше строго професионално наместено да биде све како што треба. Јас се соочував со предизвици мои, затоа што ја претходно никогаш не сум се спуштал ниту во пештера, ниту сум се качувал на карпа, сега тоа за прв пат морам да го правам со целокупна опрема снимачка. Апарат, камера, гимбал и сите останати елементи. Тоа ми беше сериозно вака физички тешко да го постигнам, ама помага сите така да. Да. Не само ја, и морам да ги поздравам и останатиот дел од екипата. Кири и Свето кои исто така влегоа со мене во Крштолна и дел од кадрите на филмот се и нивни. Дали тоа значи дека пак ќе правите нешто? Of course, се разбира, да. Веќе се размислува за нешто. Го пробивме сега мразот, сега назад више нема, ова е само почеток, да, еден ова дел од... старт кој што е рекорд. Да, тоа е проблем. И е многу голем подвиг, така што веќе секое следно нешто што би било, значи треба да е нешто подобро од ова или? Дарко ќе смисли. Да. Сигурно има. Рекордите се направени за да бидат срушени, така да имаме веќе нешто во план, но се надеваме и секако тука е битна големата поддршка затоа што сите овие настани вклучуваат големи финанси, логистика и транспорт и сето, но филмот имаше премиера вчера, но досега беше прикажан и на минатогодишното издание на Cinedejs. Од оние неколку малку умина кои што имале можност да го видат, бидејќи нели само 2 премиери се до сега, какви се реакциите? Велиш вчера многу луѓе плачеа? Се покажа. Може не ни кажа, ама се гледаше по нивните очи. Приказната едноставно допира. Не секојдневна приказна, особено кога го гледате на големо филмско полатно со целото тоа професионално озвучување, допира. Одлично, реакциите се одлични од сите.
Филмот допрва му следува патувачка приказна. Да. Што значи тоа, на кои фестивали вие можеби најважно да биде овој филм прикажан, бидејќи сепак е документарен, сепак е во рамки на некакви спортски подвизи, не класични, туку нешто поадреналинско, па не знам, можеби имате некаков мотив за некаде некој да ве види, дознае. Вака филмот више од денеска тргнува по фестивали. Први на регионалните доаѓаат, мислам дека има некој во Србија, Сараево, Љубљана. Дури имам информација од продуцентите дека има шанси да идеме и во Монтреал на филмски фестивал, така да све е од момент до момент. Како пуштаат они покани за учество на фестивали, ние сме тука да го пратиме и да чекаме награди, затоа што више имаме една. Која? Во Прилеп освоивме на Винтер Априкотс награда за најдобар македонски филм. Добро, верувам дека оваа приказна ќе биде препознаена и од светот, заради тоа што спомена ти, Бојан, си правил истражување и навистина вакво нешто нема микс од двата спорта особено да се постават и рекорди во еден ист ден на две екстремни локации, нема. А што значи рекордот, колку? Па рекорд значи 1 метро повеќе или 1 метро повеќе од длабочина, во овој случај Камена баба значи, воопшто не беше. рекорд и во нуркањето? Да, Камена баба воопшто не беше искачувана фрисоло, таа е голем локалитет за сите љубители на спортско качување и доста позната тука кај нас во регионот, но во овој начин со фрисоло слободно воопшто не е искачена било која насока, затоа што таму има многу два рекорди имаме. Еден за прв пат поставен фрисоло, а втор си е физичкиот рекорд за 1 метар што го бутнавме, меѓутоа претходно никој се нема искачено фрисоло. А во поглед на нуркањето колку? Во поглед на нуркањето беше 71 со 78 со 77 фактички. 77 со 78, да. Браво. Метар повеќе, да. И Дарко, што се не мора да ми откриеш се, ама верувам годинава е пред нас. И сигурно веќе имаш некакви замисли во глава, што е следно на кое што веќе работиш, размислуваш, се подготвуваш можеби? Така, баш кај од нашите планови со Бојан, веќе неколку години со тимот од Словенија чекаме дозволи за да истражуваме во Грузија. Тоа е еден голем венец на пропасти кои што се под 2000 метри, но искрено се надеваме дека локалните власти таму, затоа што се малце и сложено истражување на тие пештерски пропасти, канали, дека ќе добијаме после неколку години, дека заедно со тимот кој што пред 3 години слеговме на минус 1200 метри, ќе продолжиме да работиме во подлабоки пропасти. Добро, тоа е вака нешто подалечно, во смисла надвор од Македонија. Да, тоа е надвор од Македонија и секако во летниот период, затоа што исто како што кажавме мора да биде нивото на водите на тие што пониско. Да се создадат идеалните услови, да. Да, јас ти посакувам среќа, не се сомневам дека овој филм или она што си го постигнал или соборувањето на тие два рекорди, дека ќе биде само мотивација плюс за тебе. Продолжи и понатаму да ги рушиш сопствените рекорди, а верувам дека тој потенцијал кој што го имаш и филмот генерално кој што го има, дека навистина ќе биде препознаен и дека ќе следуваат и награди и многу поголеми признанија, а веројатно финанси се едни од поважните работи кои што се потребни на ваквите тимови за да можат да креираат само уште повеќе вакви приказни. Ви благодарам и на вас. Фала ви многу, се надевам ви беше пријатно. Одлично. Супер. Фала ви, вака го заокружуваме ова денешно издание на утринската на Телма.